8 е часот и 10 минути и како што ви кажав, имавме толку време колку да се наместиме овдека во студиото, јас и мојата гостинка. А ова е навистина интересна тема за сите идни мајки, меѓутоа и за сите млади мајки, ама не само за мајките, туку ова е интересна тема и за бабите и за дедовците, бидејќи тие секогаш не ретко се оние кои што секогаш им помагаат на младите мајки и над младите татковци, се разбира, околу исхраната и околу чувањето на своето новороденче или на своето доенче, бебче, како сакате. Значи, ова утро, во наредниве 20 на минути, ќе зборуваме на една навистина интересна тема, а тоа е исхрана на доенчиња. А кој најдобро ќе ни одговори на оваа тема, ако не нашата и ваша утринска гостинка, доктор Јана Јовановска, специјалист педијатар од клиничката болница Аџи Бадем Систина, кој што ова утро ни пристигна од своето работно место. Доктор Јана, добро утро. Добро утро. И добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Ви благодарам за тоа што ја прифативте нашата покана за гостување и веднаш кажувам, ова утро имаме навистина интересна тема, тема секогаш актуелна, бидејќи се работи за исхрана на доенчињата. Она што сакам за почеток како прво прашање да ви го поставам е она ексклузивно доење. Значи, тоа е единствената храна на новороденче, се уште се препорачува, не се уште, туку секогаш ќе се препорачува од здравствената организација и од вас докторите, до кога се препорачува ексклузивно доење, односно која е исхраната кај новороденчето. Најпрвен поздрав до гледачите на утринската емисија. Да, млекото е основна храна на самиот старт кај најмалите бебиња, кај новороденчињата и кај младите доенчиња. Најдобар избор за храна во оваа возрастна група е токму мајчиното млеко, основен избор за храна, но понекогаш постојат состојби кога тоа е недоволно, кога тоа недостасува и во тој случај како алтернатива се препорачува адаптираната млечна формула, се започнува со број единица, на пазарот постојат бројни видови на формула. Тоа е всушност најчесто кравје млеко кое што е соодветно обработено и приспособено за работата на цревата и бубрезите кај малото бебе. И покрај основниот тип, број единица, постојат и други модифицирани формули кои што се изменети во својот состав во протеинскиот дел пред се и во делот на шеќерите, но ваквите промени на формулата секогаш треба да одат по совет на педијатар и зависно од состојбата на доенчето. Ексклузивно доење по Светската здравствена организација се препорачува до 6-месечна возраст. Сега тоа така беше и порано во мое време зборам. Да, до 6 месеци ексклузивно доење. Меѓутоа што се случува доколку има потреба од порано. Може да се почне со дохрана. Такви се и новите ставови, такви се и препораките на Европското здружение за педијатриска нутриција. Денеска со полни 4 месеци, меѓу 4 и 6 месечна возраст, детето веќе треба да започнава да се запознава со други вкусови освен вкусот на млекото, односно немлечната храна. Тука се во прв момент всушност овошјето и зеленчукот. Така што добро, она што од кога може сега да се започне со дохрана на доење? Кажавте дека ексклузивното доење е се уште по препораките на Светската здравствена организација и на вас педијатрите до 6 месеци. Кога регуларно, доколку мајката си дојде до 6 месеци ексклузивно доење, што понатаму? Како оди после исхраната? Да, може би по новите препораки и по нашите понови пракси, веќе уште пред 6 месечна возраст, да се започне со дохрана, односно со воведување постепено на немлечна храна. Тоа има веќе исто така бројни модификации во однос на тоа што го правевме во минатите години. Се започнува со овошје и зеленчук, но разликите во однос на изминатиот период се што многу разни типови на намирници можат да пробаат доенчињата токму до првата година од животот. Денеска рестрикциите се намалени по сите препораки на релевантните здруженија и институции. Имено ако некои типови на храна беа забранети до 12 месеци возраст, денеска напротив се препорачуваат. Тука пред се ќе ги кажам продуктите кои што се високи алергени, затоа што во истражувањата кои што се правени и во високо развиените земји, онаму каде што во минатото се правеше рестрикција на ваквите нутритивни алергени во овој доенечки период, забележана е поголема стапка на нутритивни алергии
подоцна во текот на животот, а напротив, во земјите каде што се практикува воведување на мали количини на нутритивни алергени, тоа се јаткастите плодови, морската храна, рибата, црвеното овошје, јагодите, таму во тие земји денеска има намалена стапка на нутритивни алергии подоцна во животот и токму затоа полека се менуваат и препораките, а и нашите навики и нашите совети како треба да ги храниме децата во тек на првата година од животот. Ова е навистина интересно, еве и ново и за мене. Како, кажете ми сега по месеци, како би одело, значи кој тип на храна? Рековте до првата година и риба, и јаготка, така сето тоа што претходно се беше забрането, стрикно забрането до првата година, никако јаготка, никако риба, бидејќи да не се појави алергија. Ајде сега полека по месеци да им кажеме на нашите гледачи, значи полека како оди тоа постепено воведување на исхраната. Да, има некои правила кои што се постари и тие денеска се модификувани, како одеше начинот на воведување на храна. Порано бевме повнимателни, па велевме дека еден продукт треба да се дава истиот во тек на 3 дена, за да се види дали ќе постои некаква реакција кај детето. Денеска тоа малку е убрзано, затоа што храната која што ја даваме на самиот старт кај децата, всушност не се покажала како висок алерген и искуствено ние не гледаме промени кај децата кога ги даваме првите намирници, овошјето и зеленчукот. Барем обично со кој овоше се почнува? Да, значи може да се почне и со овошје и со зеленчук, изборот е индивидуален. Може би нешто подобро е ако се започне со зеленчук, затоа што овошјето има сладок вкус, а децата многу убаво прифаќаат сладки вкусови, па затоа велиме подобро е да дадеме зеленчук, што ќе биде нешто ново, може да биде покиселкасто, може да биде погорчливо и тоа е баш нешто сосема ново за детето. И потоа има поголема веројатност подобро да го јаде ако го проба тоа прво. Од зеленчук, например, еве конкретно со кој да се почне? Еве со морков, со тиквичка, потоа може да се направи комбинација со пашканат, компир, сладок компир, потоа тиквата е нешто добро што може да се почне како храна. Од овошјето сега на пазарот има цреши. Црешите се одлично прво овошје за мало бебе, јаболко, круша, банана. Потоа се редат, откако ќе воведеме повеќе вакви продукти, можеме да започнеме со житарки, најпрвен со оние кои што не содржат глутен, тоа се просото. На колку месеци? Еве да кажеме... После, да, од 6 месечна возраст. Од 6 веќе одма и со житарки? Да, така? Да. Значи просо, пченка, ориз, што друго, овес, па потоа и оние кои содржат глутен, затоа што по најновите препораки, меѓу 4 и 12 месечна возраст кај децата, треба да се воведе и оброк со глутен, но при тоа да се внимава да откако ќе се воведе во следните недели не се прави прекумерна употреба, прекумерно давање на глутенот, затоа што се верува дека ваквото постапно воведување е подобро за глутен интолеранција. Тука ми се наметнува едно прашање, велите се наеднаш. Така, мислам, дозволено е се наеднаш и овош и зеленчук. Доколку се јави алергија, доколку се појави алергија кај новороденчето, како ќе се знае од што е? Да, дали е на пример од овошјето или од зеленчук? Така, затоа е добро барем да се дава по еден продукт во тек на еден ден, за да видиме дали ќе постои алергија, веднаш има реакција. Дали ќе постои некаква кожна реакција, дали ќе постои некаква стомачна тегоба, барем да има по еден продукт секој ден, па потоа да се прави комбинација меѓу различните продукти. Старото правило беше 3 дена едно исто, па сега потоа тоа веќе не важи, така? Сега тоа веќе не важи. Може и да се испрактикува, зошто да не, меѓутоа кога нема потреба, зошто да бидеме па и толку многу внимателни. Ве слушаат ли мајките? Да. Да, сакам нешто друго да кажам. Важно е зеленчукот да биде термички обработен. Так. И тоа само на база на вода, сварен во вода, без сол, без масло, а овошјето секогаш да го даваме свежо. Значи само добро измиено, излупено, изблендирано и тоа е готово, спремно за оброк кај доенчињата. И денеска најчесто и овошјето термички се обработува пред да се даде, особено кај многу мало бебе, нема потреба, овошјето треба да се даде свежо. Доколку се почнува со дохрана, сепак продолжува доењето, така? Апсолутно, колку пати, колку оброци дневно се доволни кај доенчето? Да, воведувањето на оброците е постепено.
најпрвен еден оброк кој што треба да се воведе во пладневните часови и потоа постепено како воведуваме поголем број на продукти, даваме и појадок, а потоа и вечера. Веќе кај дечињата кои што се постари од 6 месеци, вечерата треба да содржи и жито, да има житна компонента, житна каша, затоа што тие споро ослободуваат енергија и ќе направат бебето да убаво и долго спие во тек на ноќта. А потоа, помеѓу сите тие оброци, се нуди млеко до одредена возраст. Веќе дете на возраст од 12 месеци, дури и после 10 месеци, максимална дневна количина на млеко која што треба да ја пие е само 500 мл. Ништо повеќе од тоа. Така. И сега, доктор Јана, да го кажеме планот. Кој е планот на исхрана кај доенчето? Како оди по месеци? Да, значи... Почнуваме со 6-тиот месец, до 6-тиот месец рековме ексклузивно доење. Да. Воведуваме во 6-тиот месец, полека кажавте, овош и зеленчук. Што Потоа, понатом кога воведуваме месо? месо? Житарките. Месото го воведуваме исто така после 6-тиот месец. Веднаш, значи, така? Па, да, веднаш. Јајце? Веднаш јајце воведуваме бргу и веднаш и тоа е интересно што по новите препораки не мора да се двојат жолчката од белката. Јајцето може да се даде цело. Да. Жолчката претходно беше... Жолчката од кај 10-тиот месец, а белката после една година се даваше. Значи белката била повеќе алергена, така, повеќе предизвикува. Но сега јајцето се нуди наеднаш цело. Да. Кои се симптомите на алергија? Вие споменавте кожата се исфрла, така друго. Како мајките може да приметат дека детето е алергично на некој тип на храна? Да, пред се тоа кожните манифестации, може да има цревни тегоби, но првенствено е кожната манифестација и понатаму и во поинтензивна форма може да има кашлица, отекување во одредени регии од телото, отекување на лицето, околу усните, ушите, тие се по изразени форми на алергија. И тогаш веднаш да се обратат на доктор, кај својот педијатар матичен и вие знаете како потоа тоа се третира, така како се лекува. Рековме, значи, од 6-ти месец, како што ве разбрав, веднаш се почнува буквално со се? Па, може и вака постепено, како што направивме. Овош е зеленчук, веќе после воведување на повеќе типови на овош и зеленчук да се започне со житарки. Веќе од 8-миот месец децата може да јадат мешункасти зеленчуци, леќа, граф, грашок, боранија. Тука негде, мислам, во овој период исто така треба да се воведе месото постепено. Тоа све убаво изблендирано, така? Апсолутно. Прв избор за месо е пилишкото, мисекиното, телешкото, зајачкото месо може да го јадат во тек на првата година. Да, до 12 кажавте и риба. И риба, да, и риба. И кај децата кои што исто така, значи, имаат ризик од алергија, кај децата кои што веќе имаат склоност кон алергија, кои што имаат атописки промени на кожата, кои што имаат фамилно оптоварување со нутритивни алергии, например со алергија на кикирики, треба да се даде дури и овој плод во тек на првите 12 месеци возраст, значи некако целосна кикирика, но како путер од кикирика, да пробаат. Да се види дали има да пробаат, да, затоа што новите ставови се такви дека можеби е на раната хипосензибилизација е подобра и дава помала стапка на алергиска реакција подоцна во тек на животот. Така. Она што е сега новина, беше и за мене новина, претпоставувам за идните и млади мајки не е, ама јас би сакала да проговориме малку повеќе за тоа, лед уенинг, така? Да. Нема термин, нема соодветен термин да се преведе ова, тоа е на англиски лед уенинг, така, добро ли го изговорам? Уининг, да, или фидинг. Или фидинг. Сега докторката Јана ќе објасни што тоа значи. Ова е, значи, најнов тренд на дохрана кај доенчињата. Доктор, ке прво кажете ни што значи лед уининг? Тоа всушност значи самостојно хранење кај бебињата. Можност да бебето со својата моторна способност стави храна во рачето и ја принесе кон устата. И тоа почнува обично кога? Сигурно после 6-тиот месец, така. Тоа со развивање на моториката, така, кога може да држат предмети. Апсолутно, да, и треба да оди по една соодветна проценка најпрвен кај доинчето од педијатар и со дозвола. Значи најпрвен да се процени моторната способност на децата. Всушност постојат одредени правила, детето треба да ја удвостручи својата родилна тежина
и да може самостојно и цврсто да седи во исправена позиција, за да може во исправена позиција да го сместите во хранилката или на хранилката на семејната трпеза, и веќе да има некаква контрола и координација меѓу рачето и устето. Во прв момент, всушност препораките се такви да ова може и да биде прв избор на храна кај бебето, прва можност да вкуси нешто ново. Може така, значи постојат и такви записи дека може бебето од 6 месечна возраст токму вака да го проба вкусот на немлечната храна, но всушност најбезбедно, она што најчесто го гледаме е дека ваквиот тип на исхрана треба да се практикува некаде после 8-миот месец, и особено после 9-тиот месец. Тоа е веќе внесено и во официјалните упатства кои што се дадени од Европското здружение за педиатриска нутриција. Треба како треба да изгледа храната, за да може да се јаде на овој начин, да им објасниме еве на нашите гледачи. Треба мека храна, која што мека, но сепак не лизгава храна, која што ќе биде припремена во поголеми парчиња, како во форма на големина на прст, и тие ќе бидат соодветни да со грубата моторика на бебенцето може да го стави во рачето, да го задржи и да го принесе до уста. Ваква храна што би било? Банана, например, дел од банана оставен во долниот дел со курата за да не биде лизгава, а во горниот дел да може, значи, слободно да ја јаде. Потоа парченца сварена брокула. Бананата е мека и да нема запчиња се уште, лесно. Апсолутно, да. Парченца сварена брокула, карфиол, печен сладок компир, обичен компир, варен морков, парчиња авокадо, варен морков, да, тој би бил по-лизгав, но да, и тоа доаѓа во предвид. Јајце, испржено без масло, само на нелеплива тава, исечено на лентички. И тоа може. Тоа е во прв момент, а веќе подоцна, после 9-тиот месец, кога кај бебињата се развива и фината моторика на прстите, кога веќе можат да фатат со прстињата, храната може да биде сервирана и во поситни коцкички, и тогаш нели можат да јадат и повеќе типови, веќе може да се приготват мафини со повеќе житарки, со повеќе типови на овошје. Така, еден забавен начин на хранење кај бебињата. Од кога се практикува овој начин и каков е интересот или колку е прифатен во светот, па и кај нас колку е прифатен од идните мајки, не, ама ајде од младите мајки? Да, прифатен е се повеќе и на наше огромно задоволство родителите ги слушаат нашите совети, затоа што ова е исклучително важен начин на исхрана. Важно е пред се затоа што се прави една голема моторна стимулација кај бебето, не само моторна, туку и сензорна. Се вежба грубата и фината моторика на шаката, се подобрува координацијата шака-уста, рака-око. Ова е еден забавен начин на хранење. Пред се е значено затоа што бебето се осамостојува, може да ја дели семејната трпеза, и тоа е многу поедноставно затоа што родителите не мора да прават посебно јадење, туку дел од нивното јадење можат да го модифицираат и приспособат за исхраната кај бебенцето, така што е многу значајно и навистина треба секој родител да го практикува, можеби не во сите оброци. Помалку е прифатено затоа што потоа родителите имаат многу им треба време додека да средат од целиот неред што го направило бебето, затоа што ќе се извалка многу, ќе извалка целата околина, па треба време додека родителите да го средат целиот хаос, но е навистина важно да се практикува, можеби не во сите оброци кај детето, но сепак да има обиди и поединечни оброци кога веќе вака самостојно ќе се учи да јаде. На интернет има многу од овие од Led Ovening има премногу рецепти. Да. Значи можат сите оние заинтересирани кои што не пратат во овој момент можат секако да си најдат некои рецепти и да го применат во исхраната на своето новороденче. Доктор Јана, пред крај сме на разговорот, веќе полека времето ни изминува. Постои ли сепак до оваа една година, додека станува збор за доенче, постои ли сепак некој тип на храна кој што е забранет, кој што забранет не е, можеби грубо звучи, меѓутоа кој што не се практикува, некој тип на храна кој што се препорачува само по првата година, по тие 12 месеци? Да, медот не би требало да се даде во оваа возраст. Одредени типови на месо кои што се помасни, тоа се свинското, јагнешкото месо, пржената храна, пржено месо, пржени намирници, сол,
Масло може, маслиново, но и не мора, зависно од енергетските потреби на детето. Потоа конзерванси, адитиви, фабрички процесуирана храна, сите тие не се добри намирници и за возрастните, а не па за оваа возрастна група најранлива. За дечиња, да, доенчиња до 12 месеци. Сосема за крај, сосема кусо, еден совет, еден, да кажам, и апел, ајде не, него туку совет до младите мајки и до сите оние идни мајки, па и баби и дедовци кои што можеби не следат во моментот, од вас како педијатар околу исхраната на дечињата. Ние можеби некогаш претаруваме кога не им се јаде, упорно нели ајде земи правиме се и се што само за да го нахраниме детето. Еве еден совет од вас до сите кои што не слушаат. Токму и затоа е добро ова самостојно хранење на детето, да не мора да го присилиме и да му дадеме поголем оброк од она што навистина му е потребно, затоа што никогаш го правиме и тоа. Па само би ги обхрабрила да пробаат ваков начин на исхрана кај бебињата, да ги научат бебињата да јадат сами, значи тоа да го направат без страв, се разбира по првична соодветна проценка од педијатар, затоа што децата кои што имаат малку развојно задоцнување, можеби ќе треба ваквиот начин на исхрана да го пробаат подоцна. Но во основа е навистина значаен и многу важен за целокупниот развој на детето и еден забавен начин на исхрана за целото семејство, да. Благодарна до вас уште еднаш тоа што ни бевте ова утро наша гостинка. Нашето време веќе измина. Поштувани гледачи, време е сега за вестите во 8:30. Останете со Алфа.